Пајак здраво. Здраво. Добре дојде у Хитмекер. Не тенувало ми дека ти кажам прв пат да дојам негде и да седнам и да не ме стиска желудникот вака, пошто сум на столица. Многу ми е кив што си тука. Мене Што уште си повеќе. една уникатна фигура у македонскиот рок-н-рол. Ајде да те прашам, кога пресече меѓу глума и музика? И дали имаше некој точен пресек или се уште не постои или беше нешто повремено? Не, Со тек на време. искрено музиката ми била од кога сум се родил. Тоа глумата ја учев на факултет. Така да музиката била од секој дел од мене. Значи музиката е она што си ти. Тоа што ме дефинира, да. Она што ми е интересно е дека секогаш се навраќаш некако на младоста, на детството, се она што си примал од детството, меѓутоа, као што викаат младите, стариве, да ти ја има младоста, да ти го неам умот, значи, тие детски искуства, но со преку мудрост. Ја така ти ја доживам музика. За музиката. Добро, да, тие се веројатно, знаеш како тие работи во детството што ни се случиле на сите не дефинираат после во животот. Дали биле трауми, дали биле убави нешта. Во детството, тоа што ќе се случи, тоа не гради. Ама и од секојаш сум сакал, можеби сум малце за тие работи сум будала, ама од секојаш сум сакал да го променам светов на подобро. Знаеш, од секојаш и у песниве сум правил еден можда малку инфантилен свет, ама тоа е тој свет у кој што ја би сакал да постојам. Значи, тоа е тој имагинарен, замислен бајковец. Кажи ми, дали имаше некои моменти на искушение да влезеш во темните води кога ти го украдов басистот? Да. Не, ни најмалци. Баш ми беше мило. Да? Баш ми беше мило за него, затоа што знам дека он многу повеќе може да се види кој е во твојата музика, отколку во овој рок што ние го правевме, затоа што тука сепак кај тебе басот доминира и така да многу ми е драго за него. И до ден денес сме ептен блиски. Мислам се дружиме, се слушаме секој ден, човек. Вчера се чувме, да. Да, па секој ден се слушаме, ја. Тој е таков еден ја мислам сега да би се вклопил. Да. Кој сакаш? Значи збориме за Јане од За Јане збориме, да. Друга работа што ме интересира. Дали ја познаеш оваа гитара? Како не, апсолутно, да. Да, ја знам таа гитара и уште подраго ми е што заврши ке тебе на крај. Значи јас ти се јавив тебе која ја видов објавена, не знаев дека ти ја продаваш и ти ме упати кај еден човек. И он ме вика, бе човече, само што ја купив пред саат време, вика. Не можам, не ми е за продавање. Абе кажи цена. После не знам колку години гледам гитара се продава, јас се јавувам, поима немам кај се јавувам. И он ме вика, кажи принц. И викам, гитара, вика твоја. Значи, првиот ден кога ја купив се јави и првиот ден кога објавив, ти се јави. Значи, вика, таа била твоја. И само изставив ова Биксбиво. Не, супер е таа гитара. И пошто сум малце зависник од Биксби, и оваа гитара пројде една турнеја со Мизар. Браво. Риека, Љубљана, Загреб, Белград. И на крај тука има ожилци од Sisters of Mercy. Да, веќе си имаше свој ожилци. Значи, од тебе круг цел заврши и има една убава приказна оваа гитара. Значи, зошто гитара, ти ја кажувам, малце бегам од микрофонов. Знам дека си страствен колекционер на гитари. Што мислиш, пошто и јас сум, дали ние колекционерите нешто покушаваме, се обидуваме да надокнадиме друго, може би у животот или не знам што, за чим, така, толку интензивно и со страст. Па не, имаше не свириме само, туку сме колекционери. Имаше едно Gear Acquisition Syndrome, односно газ го читав по интернетиве. Тоа е веројатно потребата да
знаеш како не ти е доволно како поише четки кои има некој сликар. И треба една четка за подебели линии, другата за потенки, третата за не знам. Така да веројатно мада на крајот на краиштата јас сум приметил по мене, пак на крај свириме на една гитара. Не може да свириме на 10 во исто време. Епа, дали се уште си така со таа страст или малце? Па ја би купувал гитари и од после, и у другиот живот. Така да Ја, например, ја престанав, намалив. Меѓутоа, како намалив, така поише почнав да свирам. Да. И знаеш како колку помалку тргам педали од педалбордот, толку повеќе размислувам на формата, на суштината, мислам на музиката која што ја правам, зашто вака педалите ми го одзимаат вниманието, па една, па друга, па кај да стиснеш, па кај да не. И на крај сватив дека не е ни важно, може да директно по начало да влезеш и да свириш и да излезе некоја добра ствар од тоа. Да, на крај после, можда евентуално некои песни дури у студио, кои ќе ги снимам, од после да им го сменам. И сум го поминал тоа и сум сватил дека сепак е период. И ќе дојдеш до наједноставното, па после нешто. Чекај, море, ќе станеш од кревет. Да. Да уклучам ова, да уклучам, ако ги ставам на опачки, што ќе се деси. Така да, веројатно е... Фаза, викаш. Да. Многу ми е драго што дојде. Ти посакувам се најболje. Многу ти е добра новата песна за Алекс. Фала ти. Интересно е што каде и да допреш се препознаваш одма. Ја у таа песна па не можам да се најпрепознам ако ќе чуем. Не, таа една ненаметливост, едно непрепејување со сила, една спонтаност во мелодијата, одма се чувствува дека не ја правил некој кој што сака, ај чекај сега ќе направиме песна која што не знам, ќе дигне не знам каде, ќе спуште не знам каде, ќе покажеме како се пее. Во суштина пеењето е у ситниците, меѓу слоговите. Па Майлс Дейвис рекол, значи, music is in between the notes. Да, у паузите. Да, Паузата е најважната нота. Така, ја така мислам, тоа ми се врзав за тоа, затоа и толку многу паузи имам у моите песни. Ете, тоа го кажав. Значи, седевме со Даниел Дани и ја слушавме песната. Викам, почувствувај ги паузите у строфите. Како раскажува. И колку контрапунктот во рефренот, што има тamo нешто која мелодија, колку прави да е се. Така. Фала ти, стварно и мило ми е што еве ти првпат онака длабоко го препозна тоа. Обично вака луѓе што слушаат никој не го видел тоа дека ама мило ми е што ти го препознаваш и што ете допрело на некаков начин до тебе. Пајак, онака со гордост те викам Пајак. Да, фала ти. Се појавија поише пајаци, ама нека цепаат и тие нека тера, газат, за сите има место. Да, така е. Нека учат од старите пајаци. Значи те поздравувам и ти ги поздравувам сите од твојот бенд, пошто се стварно уникатни, откачени и едноставно што и да снимите и каков и споти да снимите не може да е лош. Едноставно задржува внимание. Да ни доеш па? Ајде, у секое време. Стварно ми е преубаво што правам муавет со некој што на иста бранова линија е, така да поедноставно да се изрази. Фала ти ушеднаш. Фала. Чао да си. Чао.